Невладени организации и медиуми кои постојано се декларираат како неуморни борци против лажните вести, на социјалните мрежи шират ни помалку ни повеќе лажни вести. На Facebook се појавија видео и сечоци од потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кои буквално се сечени, лепени и монтирани, а во кој се тврди дека наводно признава дека тој и неговата партија се против Европската унија и против Западот. Ние сме против Европска унија, ние сме антизападни. Лесно воочливо монтиран инсерт кој е извадок од едно телевизиско интервју на Александар Николовски. Проблем на државата е што тој наратив се форсира во јавноста, па сега владата била за Европска унија, ние сме биле против Европска унија, тие биле напредни, ние сме биле назадни, тие прозападни, ние антизападни. Во суштина сите знаат дека не е така. Видеото кое се шири на социјалните мрежи е со платена промоција, односно реклама, за да се стигне до што повеќе луѓе. Ако се користи алатката за транспарентност на Facebook, ќе се види дека за телефонскиот број преку кој е направен профилот стои порталот Frontline МК, дел од групацијата цивилна Џабир Дерала. Од Frontline МК се правдаат. Тврдат дека нивниот телефонски број бил злоупотребен со тенденциозни и манипулативни цели за да се наруши нивниот углед и кредибилитет. Очигледно е дека се работи за сатирично видео, како и тоа дека Александар Николовски е изваден од контекст, што исто така е за осуда. Наведуваат во редакцискиот коментар од Frontline МК. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски пак преку Facebook реагира дека и дното било пробиено зашто се спонзорираат вакви лажни вести. Се надевам после ова сериозно ќе размислат нивните донатори пред се од европските земји и останатите кои го финансираат дали треба да продолжат да се финансираат создавачи на лажни вести со цел политички поени за СДСМ и ДУИ, кој борец против лажни вести спонзорира лажни вести на Facebook. Инаку со кратка проверка на Facebook профилите Мицко Кочи и политиканти, а кои се врзани со телефонскиот број на Frontline, лесно може да се забележи дека се истуриле стотици евра за пропаганда против опозицијата и уцрнување на оние кои се противат на бугарските барања и уставните измени. Frontline МК е дел од групацијата Shortcut, во која влегуваат повеќе интернет портали.